Сметам дека два етноса со една историја во Европска унија не можат. Ако добијат покана, нека таа да е за нината историја после 45-та година. Зашто Бугарија веќе влегла со својата историја во Европска унија. Пази сега. Значи пред 45-та Бугарија има резервирано. Сега вие после 45-та ако сакате нешто правите. Да. Така. Види, тоа е духо и на преспанскиот договор, ако гледаш така. Македонизмот како посебен на вистинскиот македонизам, ова е некаков славо македонизам, разбираш? Значи некаков красен македонизам е ова, разбираш? Да. Какви услови треба да постави Бугарија за членството на Македонија во Европската унија? И неговиот одговор е до 45-та година историјата на нас и нив е иста, една, а од таму натака ние више немаме претензии. И сега, од овој човек, очекуваш ти некаква си аргументирана... Ама види, тоа е сега официјалниот став на комисијата, сега што е формирана за преговарање. Така, и тоа е официјален став. Државна политика на државата Бугарија после договорот. Да. И тоа е официјален став на Бугарија од Тодор Живков навака. Добро, ама се срамеа порано, значи не може така да излезат на европска сцена со тие муабети, разбираш? А сега некако... Не, Петар, се лажеш. И на европска сцена и има декларации издавано со која треба да биде доктрината на Бугарија спрема Македонија, и претходно кој им беше Плевнелиев, па и оној претходниот Прванов им беше председател, тој исто беше школуван историчар со диплома од нивниот историски факултет за историја. Исто човек врвуван од нивната ДС, пандан на УДБА, по македонскиот вопрос. Значи ти што очекуваш? Председател на Бугарија беше тој човек. Значи тоа не е од сега. Се лажеме ние македонците дека тоа од сега. Не е од сега. Некој кој што следи малце подобро, многу добро знае дека нема промена во бугарската. Така. И треба да разбериме дека ова е во некоја смисла и екзистенцијално прашање за бугарите. Значи бугарите ако застанат и ако речат, еј види ствари македонците се посебно, бугарите се посебно, тогаш што ќе им остане ни факт. Јас многу пати им викам на интернет некојаш кога доаѓаат до расправи, вие сте ова, вие сте она, викам како прво човек некому друг, на некој друг да кажува што е и кој е, а ја не сум научил во школа кој сум и што сум. Имам родители, имам баби, дедовци, сум затекнал и дедо и баба. Да ми рекле бугарин си синко, јас ќе бев прв бугарин. А не ми рекле македонци. Што да правам? Ја им викам друга работа, им викам кога се така малце по инсистираат и не застануваат, им викам слушај луѓе. Тредете ги на страна тие со македонско потекло. Турците, ромите и другите останати кои што знаете дека не се бугари. Што ќе ги остане таму кај нас? Кој ќе остане во Бугарија? Така е. Башта што ни происходот не си го знаете по нивната, нели, како си го... Не, си го знаат тие, си го знаат, ама не ги бендисува. Така, не ги бендисува. Излези со нивни книги, нивни научни изданија од БАН, од нивните историски и овакви. Не, ако е пред 90-та, тоа е русите наложиле и тоа не вреди. Има на интернет една интересна како табела е од сите бугарски царови и почнуваат тие, не знам, Омурта, Гаспару, значи све некои такви матни имиња до моментот до нека го примат христијанството и почнуваат Борис, не знам, Стојан, не знам како се викат тие, ама сите стануваат христијански имињата сега, разбираш. Ама тоа малку некој кој што се посветил внимание и време. Така. Ти знаеш каква карма каша е таму. Да. Тој Борис вистинско